Бајките на Маша. Добрите деца делат се со другите деца и тоа правилно. И јас сакам да делам. Знам, убаво е да се дава, но сега не зборуваме за мене, па затоа ќе ви раскажам една бајка. Еден фармер живеел во село. Плодови и корења. Во близина имало шума со секакви животни, дури и мечка. Но еден ден мечката видела како фармерот оди кон нивата и потоа почнал да копа нешто со лопата. Мечката сакала да дознае што се случува, па го прашала фармерот. Еј, фармеру, што правиш тука? Па, мечко, треба да изорам, да посадам семиња, да ја соберам жетвата и да јадам што сум набрал. Мечката се израдувала дека ќе јаде нешто. Потоа му побарала една услуга. Еј, фармеру, те молам дај ми нешто од она што ќе собереш. Фармерот си ја почешал главата и рекол: Добро, кога ќе пораснат ќе ти дадам. Кој дел од растенијето најмногу го сакаш, мечко? Плодовите или корењата? Зошто би сакала да јадам корења? Колку се валкани. Па му рекла: Се разбира, ги сакам плодовите. Добро, рекол тој. Договорено, ќе ти ги дадам плодовите, но мораш да ги заработиш. Затоа, еве го плугот, ајде да ја изораме нивата. Тоа мечката не го очекувала, дека ќе ора нива како конј. Но таа немала избор. Работела многу напорно. А фармерот ја напнувал како плугот. Ајде, конче мое, трчај побрзо! Сепак ја изореле нивата, посадиле семе и бум! Добиле многу репки. Мечката ги собрала репките и ги однала кај фармерот. Ги ставила на купче. Била толку уморна што одва и стоела. Потоа дошол фармерот и почнал да ги дели. Ги зел сите репки за себе и рекол: Ова се моите корења. На мечката ја ги дал сите лисја кои не биле вкусни и рекол: Еве ти ги плодовите, пријатно јадење. Мечката ги пробала и рекла: ова е ужасно, овие не се јадат. Зошто ми ги даде на мене? Фармерот ја погледнал мечката и се правил изненаден. Ама ти ги сакаше плодовите, нели? Мечката го погледнала збунето. Стоела зината и се слушнала како и кркори стомакот. Хутрата мечка била многу гладна. Па го прашала фармерот: Ке може ли да ми дадеш неколку репки? Добро, рекол фармерот, ке ти дадам репки, но прво мораш да посадиш 10 рози, да исчистиш 3 вреќи граф, да ги измиеш сите чини, да исчистиш целата куќа, да испереш шалишта и... Што друго? Да, ке си легнам, а ти ке стоиш до креветот со ова. Ке бркаш мови, а ако ме разбудат, ке те избркам и нема да добиеш репки. Хутрата мечка ставила престилка и почнала да ја средува цела куќа. А фармерот повремено и викал: Што ти е тебе, трапавко? Не можам да спием од твоето гласно тупкање. Конечно фармерот заспал. Веројатно сонувал како ги јаде сите тие репки. Мечката стоела до креветот и ги бркала сите муви. Но една дебела зелена мува застанала на носот на фармерот и шетала по него. Фармерот го мрднал носот како да се спрема да кивне. Мечката се исплашила. Не, сега фармерот ќе се разбуди! Ја кренала тепалката и ја мавнала со сета своја сила. Сакала да ја удри мувата, но го треснала фармерот право во нос. Фармерот скокнал, викајќи: Леле, мојот нос! Мечката се избезумила. Изтрчала надвор, се сопнала од вериките со репки, ги грабнала и избегала во шумата со нив. А фармерот на
наместо рибките си го држал носот. Да ви кажам и зошто. Себичните и алчните не гледаат подалеку од сопствениот нос. Затоа делете.